Најпрво да ви се заблагодарам. Пред се за учеството во проектот што ни дадовте можноста. Јас сум Весна Блажевска и сум социјален работник во јавна детска градинка во општината Кисела Вода. И сум од самиот почеток во проектот, а она што најмногу не израдува и го забележавме како позитивни промени е што тие промени ги видовме кај децата уште од најрана возраст, кои преку игра можеа да ни покажат што всушност сакаат и каква општина сакаат. И она што се постигна во периодот е слухот на донесувачите на одлуки, односно самата општина, што ги послушаа децата и веќе започнаа со имплементација или пак внесување во нивните планови и програми за внесување на тие позитивни промени. Пред се децата си кажаат дека тротоарот каде што им е пред нивната градинка додека одат, дека не сакаат да имаат паркирани возила, заради тоа што си доаѓаат со тротинети, си доаѓаат со точачиња и балансери. Тоа е нешто што се направи како позитивна промена. Општината воведе некаков ред пред училиштата и пред градинките, односно на самите тротари да нема возила. Тоа е првата забележлива промена. Имаше многу останати, но сето тоа јас сметам дека и децата треба самите да го кажат. Јас сега од аспект на вработен во предучилишна установа го кажувам она што е значено за таа возрастна категорија. Но кога ќе ги имате разговорот со останатите деца, ќе си кажат и тие самите. Најважниот аспект за децата е самиот психолошки момент кај нив да се почувствуваат важни, односно дека тие се дел од општината, дека тие можат да донесат одредена одлука, дека се прашани и дека не се само неми наблюдувачи на сето она што ги обкружува. Тоа е пред се во нивното обкружување во малото, каде што најмногу го поминуваат времето со своите врсници, понатаму во училишната заедница и пред се понатаму во оние места каде што општината вложува за тие квалитетно да го поминуваат, особено слободното време, како што се парковите, игралиштата и така натаму. Но она што го забележавме кај децата е дека, поточно учениците, се почувствуваат дека некој мисли на нив. Сега, со оглед на мојата професија, како социјален работник, веќе можам да кажам дека во голем дел имав изградено свест, дека децата се многу важен чинител во секоја заедница и во секое општество. И дека тие треба да бидат прашани без разлика на нивната возраст. Секое дете има што да си каже, само треба да се најде начинот и пристапот како да се извлече тоа, да си ги изрази своите желби, потреби, за да биде среќно и задоволно, а она што го велиме за да може да води квалитетен живот и во подоцнежниот негов живот. Но со овој проект имав можност и директно и јас да придонесам, но и тие за мене да придонесат, дека и да ми докажа дека сум на вистинскиот пат и дека сум била претходно на вистинскиот пат и дека без децата, сите не сакам да биде излитана паролата дека младите се иднината, туку младите се сегашноста и од нив се зависи, односно децата се зависи. Какво ќе ни биде општеството и какви личности ќе градиме, тоа зависи од нас. Да, на останатите локални заедници, односно општини, кои што беа дел од овој проект, но и понатаму, кои што би требало да го преземат тоа како позитивен пример и да не консултираат и нас и вас како сето тоа да го спроведат и реализираат, е пред се можноста да се градат програми во рамките на сите сектори и оделенија во општините кои што ќе бидат од интерес и добри практики за самите деца. Втората работа што сакам да им ја препорачам е
да ги вклучат и предучилишните установи. Заради тоа што овие 5 општини, ние бевме единствената општина каде што беа вклучени двете јавни детски градинки на територија на Кисела вода, односно тоа се јавната детска градинка 8 март и јавната детска градинка Весели цветови. Верувам дека и во останатите општини имаат предучилишни установи. Од најмалите деца практично преку играта и она што го спроведовме се преслика сето она што останатите деца устно го кажа. Овие преку цртежи и преку игра, а веќе повозрастните преку говорот и нели развиената комуникација. И најважното нешто е да не престане, да не застанеме тука, бидејќи многу проекти се реализираат во нашата држава. Меѓутоа се останува по завршувањето на проектот и толку, тој се заборава, останува можеби само во некој CV дека бил реализиран. Ние она што го направивме и што сакаме да направиме одржливост и продолжување е самото формирање на локалниот совет за унапредување на правата на децата. Им препорачувам тоа да го направат и останатите општини. Тој совет веќе е формиран, број 23 члена, помина со одлука на советот на општината. Сега следните чекори се да се закаже конститутивна седница на која што ќе ги дефинираме остварувањето на стратешките цели, ќе го дефинираме реализирањето на програмата која што веќе во завршна фаза, односно е подготвена, така да можеби сега во овој период на празници малку ќе се одмориме, но сигурна сум дека некаде после 10 мај ќе продолжиме онака баш со полна пара и со тој ист ентузијазам за да не остане само на проект. Членови на советот се пред се сите оние учесници во проектот, значи тоа беше на една така панел дискусија, каде што беше присутна и председателот на советот на општината Кисела вода, беа присутни и советници од истата општина и беше на самото тоа и во записник е влезено дека ќе бидат пред се членови сите оние кои што зема активно учество од самиот почеток од пред 2 години во проектот и потоа се пуштија покани до релевантни институции. Значи од Канцеларијата на Народниот правобранител, од Судот за малолетничка деликвенција, понатаму имаше од полиција, од полициската станица инспектор кој што е задолжен за малолетничка деликвенција, понатаму од општинската администрација исто така, така да и не останува на тој број, секој е добро дојден, бидејќи се проциркулира едно писмо низ општината дека секој кој што сака да се вклучи во тој локален совет е добро дојден и дека таа бројка не е конечна, нели може да се зголемува. Па, како и во се, така и во секоја работа има голем број на предизвици и тука се соочивме најпрво со самото значење на насловот на проектот, што значи општини посветени на децата, место за растење, па што ќе вклучува тоа, па кој стои позади тоа, па како ова сето ќе го изведеме. Најмногу во предучилишните установи беше тоа кој модел да го изнајдеме за да ни кажат децата како си ја замислуваат својата општина, но сепак ние сме практичари, луѓе од терен и изнајдовме и тој предизвик го надминавме. Понатаму следуваше фазата на предизвик како си тоа ќе го имплементираме, како ќе ги изготвиме сите документи кои што се потребни, од акциски план, стратешки цели и слично. Па имаше во некои делови предизвик каде што се поклопувавме со програма која што општината преку своите сектори и оделенија си ги реализира или е во план да ги реализира. Па требаше да ги усогласиме, па нешто ние да изфрлиме од тие стратешки цели и од акцискиот план или пак
општината тоа да го направи, да ни го препушти на нас. Заборавив само еден момент дека сме многу среќни од стратешкиот план и од стратешките цели од акцијскиот план, што произлезе многу една добра иницијатива и веќе е во фаза на почетна реализација, е ставање во функција на една функционална поликлиника во општина Кисела Вода. Тоа, знаете, се дискутираше и самите ученици тоа го кажаа и сме премногу среќни за тоа, заради тоа што произлезе токму од овој проект. Понатаму предизвик беше дали ќе успееме да го формираме локалниот совет. Дали тоа ќе помине на советот на општина Кисела Вода. А сега ни е предизвик како сето ова, бидејќи бара навистина работа и посветеност, но јас верувам дека и сме добар тим за сега и дека сето тоа успешно ќе го реализираме на крајот, барем ако ништо друго во оној мандат првичен од 2 години што го имаат членовите на локалниот совет, иако се уште не е изгласано, нели, раководство, така да го наречам, не знам, председател, секретар, но тоа верувам дека во наредната фаза ќе го направиме.